Денеска во работна посета на клиничката болница во Битола е директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Сашо Стефановски. Тој оствари средба со директорот на клиничката болница Василе Најдовски, како и со неколку доктори од оваа институција. Повеќе детали околу самата посета на директорот Стефановски во Битола разговараме токму со него. Добар ден, директоре. Добар ден. Така, како што кажавме, денеска сте во работна посета на клиничката болница во Битола. Еве на самиот почеток, која е причината поради која што вие денеска сте тука? Ви благодарам. Се трудиме колку што е можно почесто да бидеме на терен помеѓу здравствените работници и да ги посетуваме здравствените установи за да видиме во кој степен се реализираат проектите кои што сме ги договориле заеднички. Денеска сум во посета на клиничката болница во Битола за да остварам средба со менаџментот на болницата, да извршиме увид на веќе започнатите инфраструктурни зафати во оваа болница, да разгледаме нови проекти кои што во наредниот период можеме да ги реализираме. Така, за оваа година од владата на Република Македонија да кажеме дека досега издвоен најголем буџет кој што ќе биде наменет за клиничката болница од Битола. Еве би сакала да ги информираме нашите гледачи за колкав е тој буџет и за што ќе биде наменет истиот. Клиничката болница Битола е значајна од многу аспекти во здравството во Република Македонија, меѓутоа и регионално е многу значајна затоа што клиничката болница Битола е предвидена да биде еден браник кој што ќе ги третира пациентите регионално, а не да тие трошат време, средства, пари и енергија на скопските клиники. Оваа година буџетот на клиничката болница е значително зголемен во споредба со буџетот за 2015 година и тоа во износ од околу 20 милиони денари, така што вкупниот буџет за 2016 година е 602 милиони денари, кои што средства се наменети за зголемување на бројот на услугите кои што ги добиваат пациентите во оваа болница за воведување на нови методи и услуги во тековната година. Така, исто така да кажеме дека во тек е реконструкцијата на клиничката болница во Битола. Овој проблем, односно оваа работа се чекаше долги години. Верувам дека ќе биде од големо значење како за самите битолчани, така и за сите граѓани кои што доаѓаат тука во Битола од Преспанско-Пелагонискиот регион. Докај е самата процедура? Во здравството во моментов се случува еден инвестицијски залет, тоест еден од столбовите на кој што подпираме нашата политика во здравството се разбира е инвестицијата во инфраструктурни објекти, тоест градба на нови болници и реконструкција и надградба на постоечките и реновирање на постоечките болници. Клиничката болница во Битола во моментов е во фаза на првата фаза од предвидените две фази за комплетна реконструкција на овој здравствен објект. Во моментов тече замена на прозорите со енергетски ефикасни и замена на кровната конструкција. До октомври 2016 година треба да биде завршена и комплетната фасада на клиничката болница Битола, со што ќе се добие една термоенергетска фасада која што ќе даде еден нов лик на болницата и секако ќе генерира заштеди бидејќи согласно сите стандарди ќе биде градена оваа фасада, па заштедата во делот на трошење на електрична енергија ќе и на мазут за загревање ќе оди до 30%. Исто така денеска најавивме и втората фаза која што е веќе планирана и за која што се обезбедени финансиски средства преку Министерството за здравство. Предвидена е комплетна реконструкција на внатрешната површина на целата болница, меѓу кои е комплетна реконструкција изградба на четирите операционални сали, доградба на уште 2 лифтови, со што бројот би се зголемил од 2 на 4 лифтови. Постојните лифтови ќе бидат заменети со комплетно нови лифтови. Ќе биде инвестирано и во изградба на посебен дел од внатрешниот дел на болницата кој што ќе биде наменет за третирање на болни од заразни заболувања согласно највисоки медицински стандарди како што пропишува светските текови во медицината, а се разбира бевме тука да направиме и увид и во изградбата на бункерот кој што е предвиден за да го прифати внатре да биде инсталиран акцелераторот, кој што ќе овозможи онколошки третман со зрачна терапија на болните од онколошки заболувања на цела југозападна Македонија. Тоа е инвестиција која што во инфраструктурата опфаќа околу 48 милиони денари кои што се комплетно инвестирани и завршена градбата на објектот и од околу 1.700.000 евра
за набавка на акцелераторот кој што треба да биде вграден во тој објект. И кога сме кај опремата, би сакал да додадам дека Клиничката болница Битола е една од здравствените установи на која што е посветено посебно внимание изминатиот период. Изминатите неколку години се вложени околу 6 милиони евра во нова опрема, која што е наменета за граѓаните од овој дел на Република Македонија и да нема потреба да патуваат веќе во Скопје за да направат дијагностичка процедура на најврвно медицинско ниво. Инсталиран е нов компјутерски томограф, нова магнетна резонанца, а на ангиографот кој што е наменет за интервентната кардиологија веќе се направени согласно укажувањата од менаџментот околу 800 интервенции и во план се набавка на уште одреден број на апарати за кои што се распишани тендерските процедури во Министерството за здравство, па се очекува негде во мај-јуни месец веќе да пристигнат во Клиничката болница Битола и да бидат уште една додадена вредност на здравството во овој дел од Република Македонија, и на ова се надградува оној наш план што го имаме со Министерството за здравство за да инвестираме значително време и финансиски средства во едукација на медицинскиот кадар, тоест испраќање нивно на едукација и до едукација во странство и распишување на што е можно поголем број на специјализации особено за дефицитарните гранки. Така, ви благодарам, директор. Еве подетелно што ги информиравме нашите гледачи околу работата на Клиничката болница во Битола. Ви благодарам на отстапеното време. Почитувани директно од првиот човек на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Стефановски, имавте можност да слушнете околу неговата работна посета денеска во Клиничката болница во Битола, како и за буџетот кој што годинава е предвиден за оваа болница, а исто така имавте можност да слушнете и за реконструкцијата на Клиничката болница. Само да кажам уште еднаш на самиот крај дека самата реконструкција како и опремата во Клиничката болница е навистина од огромно значење како за граѓаните на општина Битола, така и за граѓаните од Преспанско-Пелагонискиот регион.